уважавам подпредседателя, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Трет по ред од пакетот низа закони кои предизвика бурни реакции кај нас како опозиција, но и кај целокупната македонска јавност е токму овој законот за градење. Уште на почетокот треба да се каже дека со ова законско решение најважно е тоа дека се заобиколуваат еден куп постапки и процедури, почнувајќи од најважното – одобрение за градба. Се кршат еден куп правила и ова законско решение е крајно непотребно, затоа што веќе има постоечко, а овие нови измени и дополнувања се измислени за сосема друга цел. Секој знае, би сватил што значи кратење на рокови, а што кратење на постапки, и токму ова последново е она што не е во ред и со целата процедура кој овие закони која што се одвива во собрание. Тоа му доаѓа слично и како со првиот закон кој што помина, оној за работни односи, кој предвидува, наместо да се зголемеше работното време на работниците, можеше едноставно да се зголеми бројот на работници или пак да се работи во смени. Има многу подобри опции од ова што власта ги нуди, но тие не сакаат никого да слушаат, туркаат со глава во зид со цел да си реализираат некои нивни сопствени интереси. Како на шега помина законот за работни односи и законот за урбанистичко планирање, затоа што се обезбедија сигурност со европското знаменце, продолжуваат со законот за градење, ќе поминат и останатите два, но ќе останат многу неодговорени прашања. Како оние, зошто не се почитуваат препораките на Европската Унија, зошто се злоупотребува европското знаменце, зошто се заобиколуваат постапките и процедурите, кога се знае дека тоа е голема штета на државата, пред се поради евроинтеграцијскиот процес. Предлог законите кои овој пат ни се доставени, како предлагачи стојат представници од влада, за разлика од претходно, кои беа подпишани од група пратеници со различни професии, а од представници од влада моментално во собрание на комисиските расправи и овде на пленарната го гледаме само заменик министерот. Додуша еднаш го видовме и министерот кој што од немајкаде, затоа што заменикот беше зафатен, присуствуваше, но ниту тогаш, ниту до ден денес не ни одговорија на прашањата зошто се овие промени, зошто расправата по законите оди на Комисијата за европски прашања, зошто е ставено европското знаменце по истите, сето тоа да ни го објаснат со издржани факти и на крај да ни кажат зошто кога професионалците од овие области, кога предупредуваат, грешат. Исто така ни интересира и за останатите детали од скандалозниот договор, кој што е подпишан и за кој што не знаеме дали е вистина тоа што во него стои дека во случај на спор за решавање ќе биде важечко англосаксонското законодавство, кое што не е компатибилно со континенталниот модел, кој што е застапен во нашето македонското законодавство. Потоа, колку точно ќе биде оштетен државниот буџет со ненавременото започнување на проектот, односно колку пенали ќе се плаќаат. Исто така сакаме пред јавноста да се обелодени и прецизната сума за тоа колку ќе чини изградбата, доколку проектот не заврши во предвидениот рок, во што искрено и јас не верувам. Тоа е еден куст период од неполни 5 години, но до тогаш е предвидено да се потрошат 1 милиарда и 300 милиони евра, да, но колку потоа ќе се потрошат, од каде пари за потоа, уште колку години народот ќе се оштетува, за да генерациите на Ковачевски и координаторот Груби комотно живеат со години. Исто така, треба да знаеме зошто со месеци се крие тој договор, зошто ниту граѓаните, ниту ние пратениците,
кои што треба да гласаме или да не гласаме, ниту бизнис секторот не го виделе договорот кој што е подпишан на 8 март годинава. Се прави на еден скриен начин, далеку од очите на јавноста, но за жал далеку овде и од нас пратениците кои што дискутираме и како што реков, треба да гласаме. Нема никаква транспарентност, нема никаква отчетност и затоа сигурни сме дека нема ниту честност. Таквата нетранспарентност во носењето и именувањето закони од стратешко значење за државата, кај сите нас, кај целата македонска јавност, буди низа сомнежи и огромна недоверба во самата влада и воопшто во институциите, па дури за проекти од ваков тип. Значи, непромислено и недозволиво е носењето на вакви закони за инвестиција, која е без уредна документација, без проект, без градежни дозволи. А станува збор за најскапата инвестиција во државата и тоа во услови кога Македонија е во една тешка економска криза. Во предлог законов за градење се прават неколку измени, кои што се спорни, но затоа што се направени со цел да се протне законов сеузнаменце и да се скријат криминалните намери на предлагачите, односно владата. Ако не е така, значи, да ни кажете зошто не ги слушате и предувањата на експертите, кои што сите ние овде ги спомнуваме. Тоа е Сдруженијето, односно Комората на овластени инженери и архитекти, кои што се обратија до собрание со писмен допис и укажуваа на тоа дека со кратење на постапките како што се прави има нетранспарентност и негативни импликации од секој аспект. Исто така ја истакна дека вакви инфраструктурни градби за кои треба да се изделат високи суми на пари мора да ги поминат сите механизми на контрола од страна на професионални, инженерски и институционални филтри, а не едноставно да се стават со европско знаменце и да се гласаат промени од кои што подоцна големи штети ќе трпи државата. Јасно ни е дека им се брза што побрзо да поминат овие процедури со измени на законските решенија и подпишување на договорот, но исто така и јасно ни е зошто тоа им е важно. Да се обезбедат средства за лични интереси, а интересите за граѓаните да ги остават за некоја друга идна влада, која понатаму ќе мака мачи со изградбата на коридорите и обезбедување средства за истите. Затоа гледаат навреме и што поскоро ги средат овие работи околу законите и договорот. А самиот договор е штетен по стотици основи, за кој што не се знае ни дали е соодветен, зашто не се знае ни дали е направен според меѓународен стандард по кој што се реализираат вакви меѓународни договори. Ако грешиме, демантирајте не, дајте ни на увид да го видиме самиот договор. Фразата национален и стратешки интерес веќе 100 пати ја слушнавме, свесни сме и сите знаеме што значи, но еве, пак ќе повторам, не знаеме зошто нема одобрение за градба. Зошто наместо со планска документација се оди со урбанистички проект, зошто се отстапува од постоечките електронски платформи за аплицирање одобрение, урбанизам и така натаму. Сакам одговори на овие прашања, а не да се менуваат закони заради еден конкретен проект на ваков начин, скриени под знамето на ЕУ, со што ни се оцрнува цела држава пред меѓународниот фактор, од кој чекаме да ја препознаат Република Македонија како сериозен аспирант за членка во Европското семејство. Со криминалот кој не следи на секој чекор и кој што пирамидално е распространет во сите институции, нема да мрднеме ни чекор напред и бадијала се досега сите заложби кои се направени, а поради кои во Република Македонија во прашање се доведени и нашите национални интереси. Ќе завршам, не сум експерт од оваа област, но доволно знам и сватив дека има скриени намери кои што еден ден ќе бидат обелоденети. Благодарам.
Има збор Силвана